Добро вечер, 20 часот време за дневникот на Канал Плюс. Следуваат кратките најави за денешните теми. Неделава државните универзитети ги отвораат вратите за матурантите. На УГД има 5390 места за нови студенти, кои имаат избор од 12 факултети и 3 академии. Изградбата на нова клиничка болница во Штип е предизборна пропаганда, обвинуваат од СДСМ Штип. Терминот на изградба е условен од одобрувањето од Банката на Советот на Европа, велат од болницата. Со богата фолклорна програма и настап на групи од целиот Балкан, продолжува традицијата на голачките средби. Покровители се општина Делчево и Министерството за култура. Неделава почнуваат уписите на државните факултети. За утре почнува првиот уписен рок за запишување на студентите во академската 2015-2016 година на Универзитетот Гоце Делчев Штип, а ќе трае до петок 15 август. На 12 факултети и 3 академии има слободни вкупно 5390 места, од кои 3172 за редовно студирање во државна квота, 1208 за редовно студирање во квотата со кофинансирање и 1010 места за вонредно студирање. Од среда почнува првиот уписен рок за запишување на студенти во академската 2015-2016 година на Универзитетот Гоце Делчев, а ќе трае до петок. На 12 факултети и 3 академии има слободни вкупно 5390 места, од кои 3172 за редовно студирање во државна квота, 1208 за редовно студирање во квотата со кофинансирање и 1010 места за вонредно студирање. Приоритет во првиот уписен рок имаат сите кандидати со положена државна матура, додека за вториот и третиот уписен рок ќе се изедначуваат државната матура, училишната матура и меѓународната матура. Од тие причини, завршени 4 годишни студии, свидетелства, пријава за запишување, извод од матична книга на родените, уверение за државјанство и уплата од 150 до 300 денари за одредени студиски програми. Значи тоа се тие приоритетни документи, а веднаш за рок од 7 дена ќе бидат објавени резултатите од примените кандидати и ќе бидат објавени роковите за жалби. Идните бруцуши имаат можност да бираат помеѓу 3 факултети, со тоа што доколку не ги исполнуваат условите за првиот избран факултет, тогаш се пренасочуваат на вториот избор. Тие можат, освен првата опција и желбата на која што сакаат да студираат, да ја стават и својата втора и трета опција, значи да заокружат одредена студиска програма или факултет на кој што доколку не бидат примени во како прва опција, додат на втора или трета опција. Од тука универзитетот преку својот IT сектор ќе прави директно пренасочување на кандидатите врз основа на нивните поени. Тие веднаш ќе бидат земени во предвид и значи дека ако заради одреден мал број на поени одредени кандидати нема да бидат примени, нивната веднаш втора опција ќе биде применета и тие ќе можат веднаш да се запишат на тој факултет, а не повторно да ги земат документите па да конкурираат. Штипскиот универзитет и годинава нема да наплатува партиципација за посебни категории на лица. Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од буџетот на Република Македонија. Прво, категоријата на лица без родители, значи ќе бидат ослободени целосно од партиципација. Лицата кои што растеле во домови за деца без родители, целосно ќе бидат ослободени од партиципација. Согласно декадата за ромите, универзитетот дава целосна поддршка за запишување на роми во тие квоти. Исто така деца на родители кои што загинале во кризата во 2001 година. Лицата со инвалидитет од прв степен исто така се ослободени целосно од партиципација. Студиската 2015-2016 година на економскиот факултет при УГД нема да запишува бруцуши во Штип, туку во Кочани, а правниот факултет целосно се враќа во Штип. Инаку оние матуранти кои нема да се запишат на првиот уписен рок, можност за запишување ќе имаат на вториот уписен рок на 24 август и третиот на 4 септември.
Објавен е повикот за давање под закуп на државното земјоделско земјиште во Џумајлија. Површината од вкупно 4000 хектари е поделена на 4 целини. Во првата инвеститорот е должен да изгради краварска фарма за максимум 4 години, односно да вложи најмалку 6 милиони евра. Како што соопшти денеска на пресконференција заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски, земјиштето во Џумајлија од првата целина се дава во закуп на 15 години, а од останатите 3 целини на различен период, зависно од намената. Септемвриските пензии ќе бидат повисоки. Најавеното зголемување очекувано наидува на одобрување кај пензионерите. Линеарното покачување најмногу го одобруваат пензионерите со помали примања. Септемвриските пензии ќе бидат зголемени за 5%, потврди премиерот Никола Груевски пред 3 дена по посетата на Охридскиот регион. Делчевските пензионери со различен став за ова линеарно зголемување, некои со позитивно мислење, други пак дека треба да има покачување само за пензионерите со најмали пензии, а примателите на поголеми пензии, односно оние со пензија на 35.000 денари, да немаат покачување, велат анкетираните пензионери. Пензиите добро, пензиите качи ми врви арно е. Па треба да добиеме, кад сите добиваат и ние да добиеме. Таа пензија ја одржавам и земјоделие, не облегам на пензијата да лежа, него употребувам за земјоделие. Имам крави, стока, земјодел, се. Одлично. Помалку ќе се погледнати повеќе. Со 8.000, 6.000 мушле за живее, а сме работили до 61 година ја работих. Нека покачи по 200, по 2000 динара. Како едни зима, вика 16, зимал 20, зимал и малку. А ние па како обстануваме? Пензица, това е добро. Добро, што ми дава нешто, па е добро. Да не е безич. Вие сте пензионер станали со таа пензија. Јас сум станал со таа. Кога ќе ја накача веќе, треба да ја накача линеарно за сите. Па малку е, ама боле иста него ништо. Зголемувањето на пензиите ќе биде линеарно, односно по 630 денари за секој пензионер, што значи дека најмногу ќе добијат оние кои што имаат помали пензии. Пензионерите кои земаат по 9500 денари ќе добијат зголемување од 7%. Оние кои имаат просечна пензија од 12470 денари ќе добијат зголемување во висина од 5%, додека пак оние што земаат околу 20000 денари ќе имаат зголемување од околу 3%, а најмало зголемување ќе имаат оние со пензија над 35000 денари. Ова септемвриско покачување на пензиите ќе значи подобрување на стандардот на околу 4500 пензионери од Делчево и Македонска Каменица. Инаку досега пензионерите ги користат и останатите привилегии, како што се бесплатното болничко лекување, банјско-климатската рекреација, туристичкиот викенд за пензионерите, како и бесплатното возење со воз и автобус. Заврши продажбата на 13 градежни парцели од последниот оглас во Штип, од кои се продадени 8 парцели. До денес трае аплицирањето за купување на 21 градежна парцела во Кочани, а пријавувањето за откуп на 4 градежни парцели во Виница трае до 26 август. 8 од 13 градежни парцели во општина Штип беа продадени на последната лицитација. 6 од парцелите се за индивидуално домување во населбите Баби и Леваци и на улицата Пиринска. 2 од парцелите се за деловни објекти лоцирани кај новата пошта и во кругот на текстилниот комбинат Македонка. На лицитацијата постигната е цена од 6,8 милиони денари за сите 8 продадени објекти, од кои 80% остануваат во општинскиот буџет, а останатите одат во републичкиот. За непродадените градежни парцели, општината ќе распише нов оглас, а во Кочани пак се продаваа 21 градежна парцела, каде пријавувањето завршува денес. 4 градежни парцели продава и општина Виница, пријавувањето трае до 26 август, а детали за градежните парцели целосно може да се видат на веб страната на општина Виница. Улиците Радански пат и Косовска во Штипот секогаш беа инфраструктурно запоставени. Жителите главно роми ги трпеа последиците од неодговорниот однос на поранешните локални раководства. Конечно сликата во овие градски населби се менува на подобро. Улиците Радански пат и Косовска, кои беа синоним за нечистотија, кал и непроодност, од предизвестно време добија нов изглед, но и функција. Калта која им создаваше проблеми на жителите веќе ја нема,
а се уредија и неколку јавни површини кои сега имаат друга корисна намена. Тука до сега немаше. Сега како овај улезе градоначалникот новиот, добро што улезе. Што прави ово дром. И за Омер Демиров. Со него е. Улици се направија? Да, се е добро. Улици, градишта? Се. Улиците, поштадо, за сега е многу добро. Како што улезе градоначалникот Итало Захариев, градот Штип се смеи многу убаво, се разубави. Евер, нашиот ордански пат, што е околината тука, многу убаво се разубави. Козарска, таа од другата улица многу убаво беше. Значи, не многу сме задоволни од нашиот градоначалник. Во оваа населба во која живеат граѓани од повеќе националности, меѓу кои доминираат ромите, со години никој нема интервенирано во инфраструктурата. Меѓу ретките кои за овие луѓе направил нешто е актуелниот градоначалник Захариев. Со години наназад, на вистина не се обрнуваше никакво внимание на оваа населба, иако веќе, отпорно може да се каже дека е ромска населба, меѓутоа во последно време се населија многу луѓе и веќе таа стана мултиетничка. Се промени една слика, една грда слика во оваа населба, која што сите се срамувавме од оваа населба, било кој да дојде, нели гостите ние се срамувавме да им ја прикажеме населбата и секогаш кажувавме дека не се вложува во оваа населба. Јас бев 3 мандата во локалната самоуправа, ама сите градоначалници се трудеа, збореа, ветуваа дека ќе направат нешто во Радански пат. Ниеден до сега не е направил ништо. Овој градоначалник кој ветуваше и ни кажа дека ќе го направи тоа и го направи. Жителите во оваа населба се горди на она што го гледаат пред себе, но истовремено се свесни дека кај граѓаните треба да се зголеми грижата кон веќе изграденото. Јас мислам дека треба повеќе и да се и од јавното предпријатие и срнели да дојдат да ги чистат овие јавни површини, затоа што сепак улиците се јавни површини, а сите околу дворовите да се ги чистат своите дворови и така мислам дека ќе имаме една убава и чиста средина за живење. Приоритетите во оваа населба беа изготвени со целосна поддршка од Советот на општината. Во наредната фаза во план е поврзување на населбата Леваци со Дузлак, како и реконструкција на патот што води кон манастирот Света Недела. Меѓусоседските недоразбирања, особено околу имотно-правни работи, односно користење на државно земјиште, се стари колку и населбите. Жител на Кочани се жали на ваков проблем кој го има со неговите соседи. Меѓусоседските недоразбирања, особено околу имотно-правни работи или користење на државно земјиште, се стари колку и населбите. Ниту Кочани не е исклучок кога се во прашање разни комшиски спорови, од кои некои стегнуваат до судските институции, а други се манифестираат преку многогодишни расправи, нетрпеливост и подметнувања. Деновиве до нашата редакција стигна реакција на кочанчанец кој се жали на проблем со сосед, но и на узурпација на државно земјиште која и него го засега. Јас мислам дека тука со години одам и да постигнеме на цел за сите граѓани, за цела улица да се постави потпорен зид. Меѓутоа, со години тоа не се решава. Последната година, оваа година, одам у собранието и јавувам да дојдат да сликат. Они доваѓаат од собранието, мерат, али после почнува да се узурпира државно земјиште и сега се уште почнуваат и да белези да стават на самата улица. Имале инвалиди, они удолу имат простор дека да паркират, а излева пред мојата врата на улазо да ми паркира и узурпира државни земјишта. Бидејќи недоразбирањата меѓу соседите се видливи и продолжуваат, останува отворено прашањето кој може сето тоа да го реши на задоволство на двете страни, особено поради фактот што евентуални судски постапки за вакви случаи се влечат предолго и главно се на штета на двете скарани страни. Штипските социјалдемократи денес го објавија нивниот став за најавената изградба на нова клиничка болница во Штип. Пред сите избори ВМРО ДПМН најавува изградба на нова болница, вели опозицијата. Од болницата велат дека тајмингот за изградба на овој грандиозен објект е токму сега, заради долгогодишната подготовка на самиот проект и термините на Банката на Советот на Европа, која ја финансира изградбата. Советничката група на СДСМ и коалиционите партнери на денешната пресконференција со реакција до министерот Никола Тодоров сметаат дека најавената клиничка болница во Штип е предизборен маркетинг.
Во 2006 година ВМРО ДПМН ветуваше реконструкција на болницата во Штип. Во 2006 година, повторно пред избори, по втор пат се најави нејзина реконструкција и штипјани повторно беа излажани. Како што се влошуваше состојбата во Штипската болница, така се зголемуваа и лагите. Пред сите избори, ВМРО ДПМН најавуваше изградба на нова болница. Така беше и во 2011 и во 2013 и во 2014 година. Така е и сега. Раководството на клиничката болница одговара дека со изградба се почнува сега поради објективните околности. Тоа е тековен проект на Министерството за здравство кој што поминува преку банката на Советот на Европа и средствата се одобри во моментот. Станува збор за обемна документација, например само за самото место има околу 2000 страни за да се дозволи самата градба на теренот, додека самите градежни работи и одобрување новитети што се планираат и така натаму се пообемна документација која што на Советот на Банката на Европа му требаше подолго време да го дозволи. Проектот сега е поминат, се планира, како што сум информиран од Министерство, од октомври 2015, еден грандиозен, прекрасен проект кој што во досегашните услови, значи во кои што бевме веќе долги години наназад, не е направено апсолутно ништо. Штипските социјалдемократи реагираат и на актуелните проблеми и услуги на Штипската клиничка болница. Зошто во Штипската клиничка болница подолг период недостасува основен оперативен материјал, хируршки конци и хируршки ракавици? Зошто во континуитет недостасуваат неопходните лекови во болничките шкафови, а пациентите се принудени сами да ги купуваат? Зошто во континуитет недостасуваат реагенси во болничката лабораторија? Зошто недостасуваат основните лекови за тешко бубрежно болните пациенти? Директорот на клиничката болница Александар Стојановски вели дека ваквите гледања на СДСМ се апсолутно неточни. Апсолутно неточно, значи се зборува за поточните материјали кои што ги има во болницата, поминате тој тендер, набавени се материјалите, набавени се реагенсите за лабораторија, во тек е тендерот за лекови, а она што се прашањата што се однесуваат за бубрежните болесни станува збор за центар за дијализа кој што е во приватно сопштеништво. Во општините на истокот во тек е прејавувањето штети од последното невреме. Во Штип прејавувањето завршува утре, во Берово во среда, а во општина Карбинци штети се прејавуваат до петок. Општинските комисии за процена на штети секојдневно се на терен во поплавените региони. По последните порани дождови кои се случија во текот на минатата недела, пријавувањето на штети се уште е во тек. За среќа во општина Штип нема голем број пријавени штети. Комисијата веќе ги разгледува 5 пристигнати барања. Општинската комисија досега има добиено 5 пријави, од кои што едно правно лице, значи и 4 физички лица. Тоа се мал број релативно на пријави на штети и општинската комисија ќе ги процесуира и ќе видиме што ќе постапиме под поднесените пријави. Поднесувањето за пријави за штети од оваа невреме, значи ќе биде до утре. Моментално сега ги разгледуваме пријавите за земјоделски посеви, пред се однесуваат и тоа е до сега. Соколовски додава дека Штипската комисија веќе започнала со процесуирање на поднесените пријави, пошто ќе контактираат со поднесувачите за детално објаснување во врска со пријавите. Што се однесува до општина Карбинци, според информација од секретарот Делчев Стоилов, заклучно со денешниот ден биле поднесени 12 пријави и дека комисијата од утре ќе оди на увид. Крајниот рок за поднесување барања за проценка на штети во општина Карбинци е до петок, до кога тамошните оштетени ќе имаат можност да ги поднесат барањата. За граѓаните од општина Берово кои претрпеле штета од невремето, материјалната штета на нивните имоти и земјоделски насади може да ја пријават до 12 август. Над 5000 посетители имаше на 21-то издание на манифестацијата Голачки фолклорни средби, која се одржа на планината Голак вечерта спроти празникот Свети Пантелеймон. Учество зедоа повеќе фолклорни групи од целиот Балкан.
Долгогодишната традиција продолжува да живее со новите генерации. На надморска височина од 1536 метри се одржа 21-то издание на манифестацијата Голачки фолклорни средби во организација на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Апцаров, а под покровителство на општина Делчево. Еве оваа година по 21 пат, значи успеваме да обстоиме, да ги продлабочиме, да ги прошириме и се надеваме дека и оваа година со настапот на овие фолклорни групи ќе ја задоволиме вкусот на публиката. Општина Делчево како домаќин и главен покровител на оваа културно-верска манифестација, заедно со Министерството за култура на Република Македонија, и оваа година, како и претходните, се погрижи да продолжи повеќегодишната традиција на овој настан. Ние работиме на полето на промоција на културата и културните вредности, кои што се дел од нашето поднебје, и ги подржуваме сите културни настани кои се од големо значење и белег за нашиот град. Фолклор речиси од целиот Балкан на сцената настапија културно-уметнички друштва од Турција, Бугарија, Србија, Словенија и Македонија. Задоволство ми е што по трета година еве сме учесници на овие голачки фолклорни средби. Благодарност до директорот и за целата организација ова година навистина се надминале затоа што има прекрасни групи од Словенија, Турција, Бугарија, Србија, еве и од Македонија. Ние ќе настапиме со источна кореографија, на прекрасна атмосфера, секогаш истото чувство на висина и некако пријатно, ладничко доста, меѓутоа убаво чувство и мислам дека убаво ќе поминеме оваа вечер. Во знак на христијанската вера и празнувањето на светиот исцелител Свети Пантелеймон, илјадници верници го посетија и манастирот, кој се наоѓа на врвот на планината, поминувајќи ја ноќта за здравје и благосостојба. Свети Великомачик Пантелеймон бил голем лекар, исто така и исцелител кој ги лекувал луѓето од разни болести кои обичните лекари тоа не можеле да го лечат. Па затоа и луѓето овде после 10 саат од мисла преку ноќта приспеваат во црквата за Господ Исус Христос и Великомачик Пантелеймон да им дарува здравје. Пред се за здравје доаѓаме и традицијата од година во година се повеќе се продолжува. И ја почитуваат луѓето, да. А претежно ме радува што младите навлегуваат ја почитуваат верата во православието. Па најчесто дома погача си месиме, дојдеме тука друштво, раскршиме, земеме, апнеме, пинеме, водички доле што има за здравје, земеме си, точиме си црквичката е тука за здравје, па исто така. Малку одмориме, преспиме. Од Виница сме. И доаѓате ли секоја година? Некога како имаме време. Така, и како е како? Фино, лош не е, добро е, фино е. Над 5000 посетители ја поминаа ноќта на планината Голак спроти празникот Пантелеймон. Во друштво со скара и музика го дочекаа светлото утро под шатори и ведро небо. Сите оние кои имаат решение дека се одбиени ќе добијат и известување дека им е забранет повторен влез и престој во Германија. Германија ќе протера дури 94.000 лица од Балканот и ќе им забрани повторен влез во земјата, изјави председателот на Федералната канцеларија за миграција и бегалци Манфред Шмид. Причината е бидејќи балканските земји се прогласени за безбедни земји од политички прогон и поради тоа што барањата за азил се најчесто од економска природа. 6 малолетни деца и 2 возрастни се брутално убиени во куќата во која живееле во сојузната американска држава Тексас. Децата се на возраст меѓу 6 и 13 години. 2 возрастни се маж на возраст од 50 години и една 40 годишна жена. Сите убиени биле најдени во куќата со врзани раци и застрелани во глава. Во афганистанскиот главен град Кабул денеска дошло до силна експлозија. Новинските агенции јавуваат дека експлозијата се случила во близина на аеродромот во Кабул. До експлозијата во која имало жртви доаѓа само на неколку денови од серијата самоубиствени напади во Кабул, во кои загинаа десетици луѓе. 7 август беше најкрвав ден во Кабул од повлекувањето на меѓународните сили кон крајот на минатата година.
Се помал интерес од фудбалерите од источниот регион да ја сменат својата средина, иако преодниот рок трае повеќе од месец дена. Во третата фудбалска лига Исток засега се регистрирани 6 играчи кои го искористија овој преоден рок, од кои 4 во Осогово и 2 во тимот на Слога 1934. Бојан Петров од екипата на 14 октомври, Марио Атанасовски од САС од Македонска Камениц, Бранислав Јовановски од Рудар и Методи Андонов од тимот на Фудбал Старс се играчите кои досега со комплетна документација му пристапија на Кочанскиот третолигаш Осогово. Виничани засега ги ангажираа некогашниот голман на младинската екипа на Кочани Мартин Стојанов, кој доаѓа од тимот на Брегалница Штип, и Роберто Златков, некогашен играч на Слога 1934, кој во матичниот клуб се враќа исто така од Брегалница од Штип. Инаку преодниот рок во третолигашката конкуренција трае до 31 август, а котизацијата за есенскиот дел од првенството изнесува 80.000 денари, котизација која клубовите мора да ја уплатат најдоцна до 25 август. Бугарската интернационалка и капитен на женскиот кошаркарски клуб Клубски, кој што се натпреварува во првата женска кошаркарска лига на Македонија, Ина Рашова, и наредната сезона ќе го предводи тимот на Клубски. Ина Рашова со своите игри, професионализам во исполнувањето на своите задачи, беше капитен и пример на сите кошаркарки од Делчевскиот клуб. Кошаркарка која речиси на сите надпревари на кои што настапуваше имаше двоцифрен ефект. Постигнуваше над 20 кошеви по надпревар, имаше од 12 до 15 скокови и по 7 до 8 асистенции. Таа беше лидер на тимот и затоа ја доби улогата на капитен на екипата. Ги одигра сите надпревари во изминатата сезона, па затоа клубот реши да потпише нов договор со младата кошаркарка. Ина Рашова со своите 22 години и висина од 186 сантиметри во тимот на Клубски играше од 1 до 5 на сите позиции, што уште повеќе го истакнуваше нејзиниот квалитет во кошаркарската игра. Ова е се во Дневникот во 20 часот. Веднаш по Дневникот проследете го најновото издание на емисијата Спорт Плюс. Имајте пријатна вечер.